Ова се настаните од денес. Нов инвестициски циклус во Костал од над 30 милиони евра и 200 нови работни места. Премиерот вели на негово барање се стопирани исплатите од ИПАР. СДСМ бара оставка од министерот за земјоделие. Конституиран Охридскиот општински совет за безбедност во сообраќајот на патиштата. Чисто е убаво. Заедничка акција за почист град на општина Охрид и Комуналец. Започнува пријавувањето за јубилејното 10-то издание на Охрид трчат. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес во првата половина од денот имавме умерено облачно и нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд и максимална дневна температура до 13 степени Целзиусови. Во вечерните часови во текот на ноќта вторник кон среда намалување на облачноста и постудено време со пад на температурите. Во среда Европа ќе биде под силно влијание на длабок циклон стациониран над Атлантикот кој ќе услови обилни врнежи од дожд и силни ветрови на северозапад од континентот. Фронталниот систем на овој циклон ќе донесе врнежи од дожд и на Пиринејскиот полуостров. Истовремено широк и моќен антициклон ќе доминира над централна, источна и југоисточна Европа, вклучувајќи го и Балканот, обезбедувајќи стабилно и суво време. Слаби врнежи од дожд се очекуваат и во крајните источни предели. Балканскиот полуостров утре ќе биде под доминација на висок атмосферски притисок, што ќе обезбедува претежно сончево и релативно топло време со пад на ноќните температури. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 11 до 19 степени. Во Македонија во среда постудено утро со пад на утринските температури кои што ќе се движат во интервал од -2 до 7 степени, кои што ќе условат појава на слаб мраз. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 9 до 20 степени. Во Охрид во среда постудено утро со температура од 3 степени. Во текот на денот ќе превладува сончево време. Максималната дневна температура ќе достигне до 14 степени. Во Охрид во четврток и петок студено утро со утринска температура од 2, односно 1 степен, температури кои што ќе условат појава на слаб мраз. Во текот на денот претежно сончево со дневна температура од 14, односно 12 степени. Во сабота ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Минималната температура од 1 степен, додека пак максималната дневна до 12 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Жито Маркети. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи.
очи што плескат под врвот пет езера очи носат ведрини. Во очите светлина, во светлината живот. Гледај подобро, живеј подобро. Систина очна болница Бај Промедика офталмологија. Прва регионална очна болница Битола. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. До крајот на годинава се очекува потпишување на нови договори со 4 до 5 странски компании. Премиерот Мицкоски при денешната посета на германската Костал во Охрид најави отворање на нови работни места. До крајот на годинава во земјава се очекуваат 4 до 5 нови странски инвестиции. Привршуваат преговорите со компаниите кои што треба да отворат нови 1000 работни места. Додека некои странски компании носат одлуки да ја напуштат земјава. За сега 2 во зоната, Бунарџик. Наскоро ќе се потпишат договори со нови странски компании, најави премиерот Мицковски. Веќе имаме неколку кои што се во процес на завршување на преговори. Очекувам до крајот на годината 4 или 5 такви компании веќе да потпишат договори со владата, така што очекувам нови над 1000 работни места кои што би се креирале само како резултат на овие потпишувања, така што апсолутно ќе се случуваат тие работи, ќе има нови компании, некои ќе се отварат, некои ќе се затварат, но ние како влада сме тука да работиме за интересот на граѓаните и државата и убеден сум дека со поддршката која што ја даваме сме конкурентни, или би рекол дека сме едни од најконкурентните во Европа, и тоа го покажуваме и со бројки, тоа го покажуваме и со дела. И покрај стагнацијата на автомобилската индустрија на европскиот пазар, германската компанија Костал во Охрид годинава ја завршува со 60% поголем приход од лани. Од компанијата најавуваат нов циклус на инвестиции и отворање на 200 нови работни места. Ние одлучивме да со дополнителни инвестиции од над 30 милиона евра едната година со нови клиенти го шириме портфолиото како на клиенти, така и на производи. Сметаме дека она што беше план во изминатите години, некаде до 2027 година ќе успееме и да имаме извоз
и обрт оголем од 300 милиони евра. Со тоа ќе бидеме позиционирани како една од трите најголеми фабрики извозници во македонската индустрија, но истовремено тоа значи квалитетни нови работни места во овие 200 плюс вработени. За сега нема индикации дека други компании ќе се повлечат од пазарот и ќе ја напуштат земјава. Според надлежните, состојбата со индустријските зони е стабилна. Премиерот Христијан Мицкоски денеска во Охрид изјави дека на негово барање Министерството за финансии ја донело одлуката за стопирање на исплатата на средствата од ИПА и ИПАРТ инструментот на Европската Унија. Причината, како што рече, е да се истражат сите злоупотреби кои се случувале, не само сега, туку и претходно. СДСМ бара отставка од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски, како и итно објавување на сите документи и извештаи поврзани со ИПАРТ програмата, бројот на корисници на програмата и извештај за ризикот кој настанат како резултат на корупцијата. Премиерот Христијан Мицкоски денеска од Охрид негираше дека средствата од ИПАРТ програмата за поддршка на земјоделството и руралниот развој се блокирани со одлука на Европската комисија, а по апсењата во Агенцијата за поддршка на земјоделството. Напротив, тој истакна дека акцијата која се презема во моментов е поздравена како позитивна од страна на Европската комисија. Додаде дека тој побарал стопирање на исплатите. Да, јас тоа го побарав затоа што мораме да видиме докаде одат злоупотребите, затоа што првичните информации велат дека не е тоа само од сега, туку и наназад е правено, така што свеќе истражиме. Свеќе истражиме и секој кој што мисли дека така ќе помине се лаже. Има да одговара сите од прв до последен, кој сака нека. Исплатите од ИПАРТ не може ниту законски, ниту процедурално да ги стопира ни председател на влада, ни министер, ни партија, реагираа од опозицијскиот СДСМ. Оттаму бараат власта да ги објави бројките, документите и извештаите поврзани со програмата ИПАРТ, бројот на корисници и извештаи за ризикот кој е настанат како резултат на корупцијата, како и разрешување на министерот Трипуновски. Јавноста и граѓаните треба да знаат дека ИПАРТ средствата, кои се сега суспендирани, се доделуваат како 50% грант за земјоделците, а 50% тие сами обезбедуваат за секој проект. Ова, почитувани, значи дека сите тие кои досега веќе започнале со инвестицијата, веќе вложиле своји средства или средства од кредити за половина инвестиција, а сега останатите 50% заради корупцијата на власта нема да им бидат исплатени и не се знае кога и дали воопшто ќе им бидат исплатени. Прво прашање што мора да го одговори итно власта е: колку корисници веќе имаат подпишано договори и имаат вложено своји сопствени средства? Што ќе преземе владата за да ги заштити овие луѓе? Од делегацијата на Европската комисија во Македонија за ТВ Телма посочија дека комисијата побарала дополнителни информации од националните институции за случајот и дека Европската комисија ја задржува можноста да преземе превентивни мерки за заштита на финансиските интереси на Европската Унија. Очекуваме институциите од Северна Македонија да постапуваат со целосна сериозност по ова прашање. Европската Унија останува посветена на обезбедување поддршка за фармерите, земјоделството и руралните области, доколку средствата од Европската Унија се обезбедени соодветно, се наведува во изјавата на делегацијата на Европската Унија во Македонија. Суспензијата на исплатите од ИПАРТ програмата следи поминато неделните случувања во Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, кога поради сомнежи за коруптивни активности во акција на истражните органи беа уапсени актуелниот директор на агенцијата и уште 4 други лица поради давање и примање мито. Одржана конститутивна седница на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на општина Охрид. Советот го сочинува 13 членови, од кои представници од општина Охрид, представници од СВР Охрид и професори од сообраќајна струка. На седницата беше разгледан и усвоен деловникот за работа. Беше дискутирано за тековните активности поврзани со безбедноста на сообраќајот, состојбата со инфраструктурата, како и предлози за годишната програма на Советот за 2026 година, која ќе биде усогласена во рамките на буџетот на општина Охрид, информираат од локалната. Охрид селектира чисто е убаво. Заедничката акција за почист и поддржлив град на општина Охрид и јавното претпријатие Охридски комуналец.
Под мотото "Чисто е убаво, селектирај", Општина Охрид и јавното предпријатие Охридски комуналец со поддршка од Шведска преку Салар Интернешнал и проектот Одржливо управување со отпад на локално ниво ја започнуваат новата иницијатива за селекција на отпад во туристичкиот и угостителскиот сектор. Чисто е убаво представува нова платформа за соработка меѓу институциите, хотелите, угостителските објекти, маркетите, туристите, граѓаните и граѓанските организации со една заедничка цел – почист и поубав Охрид. Иницијативата започнува со група 9 пилот партнери, меѓу кои се хотелите Турист, Белви, Метропол, Конгресен центар, Белведере, Пела, Тино Свети Стефан, Гранит, Гарден, маркетот Рамстор, како и основните и средните училишта како дел од програмата Училишта без пластика. Во следните месеци, Општината и јавното предпријатие Охридски комуналец ќе ја прошират мрежата на партнери со цел до почетокот на туристичката сезона 2026 година, значаен дел од градот да биде целосно подготвен со воспоставени системи за правилно управување со отпад. Целта на иницијативата е едноставна – преку правилна селекција да се зголеми ефикасноста во собирањето на отпадот, да се намали количината на мешан отпад и да се овозможи што е можно повеќе рециклирање. На тој начин, од една страна, градот станува почист и попривлечен за жителите и посетителите, а од друга страна се намалуваат оперативните трошоци за управување со отпадот. Во подготвителниот период, Општина Охрид и јавното предпријатие Охридски комуналец ќе спроведуваат информативна и едукативна кампања на социјалните медиуми, а во соработка со повеќе основни училишта од градот, учесници во едукативната програма на проектот Одржливо управување со отпад на локално ниво, ќе спроведат и серија јавни и едукативни активности насочени кон граѓаните. Организаторите ги повикуваат и останатите хотели, компании, граѓани и организации да се приклучат кон иницијативата и да помогнат во создавање на поубав и почист Охрид, заедно да покажеме дека чист град е убав град, велат од јавното предпријатие Охридски комуналец. Утре 12 ноември официјално започнуваат пријавите за јубилејното 10-то издание на еден од најголемите спортско-рекреативни настани во Македонија, Охрид трчат, кој ќе се одржи викендот од 5 до 7 јуни 2026 година. Охрид трчат слави 10 години постојање, инспирација, пријателства и незаборавни моменти што го претворија настанот во вистински символ на заедништво, енергија и љубов кон трчањето и градот Охрид, и кој ја промовира Македонија како спортска дестинација. Во изминатата деценија низ улиците на нашиот град поминаа илјадници тркачи од земјата и од светот. Пријавувањето за јубилејното издание на Охрид трча 2026 година се врши онлайн преку системот за регистрација, достапен на официјалната веб страна ohridtrchat.com. Организаторите ги повикуваат сите граѓани, тркачи, спортисти, компании и пријатели на трчањето да се регистрираат и да бидат дел од ова големо јубилејно издание. Тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Повеќе информации на нашиот портал tvma.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!